Александар, како што кажа и ти во најавата, повеќе протести, односно протести во Кочани, маршот на ангелите се пресели денеска овде во Скопје пред јавното обвинителство. Напладне роднините, пријателите, семејствата на настраданите во пожарот во дискотеката Пулс се собра овде во обвинителството и на почетокот со молк, со сликите од своите најблиски кои загинаа во пожарот Врака, но и многу транспарентни испратија порака. Прошка нема, правда за нашите деца мора да има. Корупцијата пали побрзо од оган. Селективна одговорност е неодговорност. Бараме правда. Нема трагедија, има злосторство. Бараме одговорност. Системот убива, институциите молчат. Ова се дел од пораките кои што ги испратија со бројните транспаренти роднините, семејствата, а според најавите на протестот денеска се придружуваат и студенти. Дел од роднините околу напладне односно точно во 12 часот и 5 минути влегоа внатре во обвинителството на средба со државниот обвинител и обвинителите кои што работат на случајот. Како што кажа ти, вчера од обвинителството ги повика роднините, односно поеден член од семејството да влезат, да дојдат во зградата на обвинителството за да ги запознаат и да им одговорат на прашањата поврзани со истрагата. А прашања, дилеми и незадоволство кај семејствата бројни. Поради селективност, поради тоа што со години се натрупувале проблемите, но никој ништо не превземал. Еден од роднините подолг говор го искажа и гневот и незадоволството пред се кон обвинителството, кон истражителните органи, но и кон политичарите што дозволиле сето тоа да се толерира низ годините за да се случи трагедијата во Кочани во која што животот го загубија над 60 млади луѓе, а 200 беа повредени. Предлагам тука да слушнеме една од пораките која што беше испратена овде пред обвинителството. Пошто најзасегнати и најкриви за се што се случува држава, па и за убиството на овие деца, значи не луѓе статистичка бројка како што најавуваат кај вас во миниват. Ова се деца. Наодговорни се јавното обвинителство на нашава држава и Министерството за внатрешни работи. Зошто? Од проста причина. Јавно обвинителство. Дали еднаш има излегнато под допред глас? Значи, обврска законска, обврска уставна. Дали еднаш има излегнато под допред глас? Ниеднаш. Еве, гледајте, снимајте сите. И не се само овие 62 деца. Не се само овие 62 деца. Уште 170 до 200 деца се повредени. Доживотно останати, ќе останат инвалиди, физички, психички. Дали овој фраер тука, така наречен јавен обвинител само по потреби, партиски потреби, дали кога седна на ова фотелја, ги презема, пошто цело време не убедува дека правеле криминали, дека неправилно работеле сите. И исто така за оној Шизикот Тошковски, се однесе ова, двајцата најкриви, најзасегнати за ова работа. Дали после толку убедувањето за криминалите, се со цел да седнат на власт, не дека ги немали претходно, дека неправилно работели институциите, те не знам и се какви работи слушавме пред да дојдат да седнат во топлите фотели кои што ние ги купивме да седат. Значи дали направиле некаква ревизија? Значи од тие се соучесници затоа што го криеле криминалот. Криминали! Колку ви е доста? Јавно обвинителство што пониде допред глас нема излегнато до сега. Душите на децата ни се ватат. Пониднаш за допред глас леват излегнато, еднаш барем полка да излеговте бре. Повикувам сите еден по еден да излегнете од таа зграда. И да не ги манипулирате тие луѓе, пошто ови запуштени ботови таму меѓу некои од родителите, меѓу родителите за да го контаминират целиот овој наш марш. Што не е ни протест. И не се плашете, не дојдовме тука да убиваме, не сме ни вооружени, ни па сакаме. Дојдовме со душа, со срце, со Бога дојдовме. Затоа што не убивте се, ама Бог не го убивте во нас.
Александар, во овој момент родителите кои што се кајачија горе на средба во јавното обвинителство по половина час се уште не се излезени, па нејасно е дали останатите ќе ги почекаат да излезат, па заедно ќе продолжат. Него како што кажа и ти на почетокот, маршот е планиран од овде преку плоштадот да продолжи пред собранието и таму да испратат исто така порака до политичарите, до пратениците. Вчера во најавата за маршот рекоа ние заслужуваме одговори, ние сме познавачи на правото и на законските процедури, затоа не разбираме како познавачите на правото притвораат, па пуштаат, па свесни ли се дека и онака целосно разнишаната доверба во досегашното институционално работење со фати па пушти без да имаме јасно образложение за таа законска процедура што се одвива, што се создава во нашите мисли, како и онака се на работ на себе уништувањето. Ние остануваме да го следиме маршот на ангелите и во следното издание на вестите повеќе ќе информираме за текот на маршот. За крај само што да најавам дека според најавите од апелациониот суд во Штип денеска треба да има и одлуки, да соопштат одлуки по жалбите за притворите, мерката притвори и мерките на предпазливост за дел од осомничените, меѓу кои и екс-министерот Крешник Бектеши кој е во притвор, двајцата поранешни градоначалници на Кочани, Николче Илиев и Радко Димитровски кои се во куќен притвор, но и други осомничени.